Со избор и реизбор на телата на управување, синоќ Сдруженијето Фолклорна група Копачка од село Драмче Делчево го одржа своето редовно годишно собрание. Позначајни промени на телата кои функционираат во состав на Сдруженијето немаше, освен именувањето на Кирчо Анастасов, кој ќе ја замени Катерина Маринкова на позицијата член на извршниот одбор. На собранието уште еднаш пред присутните беше представена новата програма за работа за 2016, во која годинава Копачк, како што претходно информиравме, ќе реализира неколку значајни проекти. Покрај реализацијата на програмските активности, во наредниот период Сдруженијето на фолклорната група Копачка ќе се фокусира кон воведување нови музички содржини во рамки на презентацијата на изворниот пијанечки фолклор на гостувањата во и надвор од државата. Да воведеме гајда, веќе ја имаме набавено минатата година, имаме обезбедено лице на кое што му сме дале материјали на кои што треба да работи. Ке се обидеме да внесеме нов тамбураджија млад и кеменџија. Значи, најмалку да имаме од трите наши изворни инструменти од нашето поднебје, да имаме представници кои што ќе го презентираат и промовираат овој изворно инструментален состав во нашата држава и надвор од неа. За сите оние кои ќе сакаат да дадат свој допринос во понатамошниот развој и негувањето на фолклорното богатство од овој регион, вратите на Копачка ќе бидат ширум отворени, потенцираше секретарот Стојановска. Ги повикувам и помладите и повозрасните, нека повелат да ни се придружат. Секој оној кој што ќе сака да даде допринос, а за тоа и ќе умее и ќе знае како, сите се добре дојдени кај нас. Ги повикувам и оние кои што им се блиски проектите, оние кои што имаат чувство на негување на нашето пијанечко изворно фолклорно богатство, дека ним правенствено вратите ќе им бидат отворени кај нас. Инаку на одржаното годишно собрание присутните му оддадоа почит на Димитар Узунски, инаку добитник на национална пензија од страна на Министерството за култура, награда која се доделува на луѓе кои со своето творештво оставиле значителен белег за идентитетот на македонската култура и уметност.